Канал 103 е чиста слободна експресија за мене. Значи, тоа е нескротен пркос кој што го имаат сите водители тука, со побудата која што ја имаат за борба, за да го искажат нивниот став, кој што го имаат изградено низ годините, и да ги наметнат тие квалитетни погледи врз поширокиот аудиториум. Канал 103. Искра светлина од мрачните лавиринти на македонската радиотелевизија. Првата идеја е да биде некаков слободен простор за, да речеме, младинско изразување. За почеток само со музика, а потоа и со говор. Првите 2 години е прилично шарено. Во поглед на некаков музички и културолошки идентитет свашта има. До андерграунд до комерцијална музика, ама интересно е дека ова андерграунд крило почнува да превладува и некако така после со текот на годините радиото си го добива својот музички, културолошки и политички идентитет. Јас како слушател пред се сакам да има емисија од тој калибар, која што детално ќе ги анализира пред се делата кои што се создаваат тука, заради тоа што ние живееме сега и овде, и важно е да има критика на сето тоа што се создава денес. Така што прво и пред се јас би сакал да слушам таква емисија и тоа мене ми е доволна мотивација за да се обидам да ја направам. Мојот најискраен став е дека има едни нова радио, ако се институционализира, бидејќи на крајот на денот станува збор за една помала, компактна група на луѓе, која што лесно може да профункционира и како официјална редакција. Сега, од другата страна на медаљата се некои институции, некои фантомски совети, некои директори кои што као да немаат доволно разбирање за се ова. Така што во моментов мислам дека као радио се наоѓаме во едно лимбо, кое што според мене премногу долго трае. Канал 103 од мене, за мене, поточно од секојаш значело слобода и можност за креативно изразување. И токму ради тие причини јас се одлучив да бидам дел од 103 со тек на времето, тоа ќе ти стане малку и начин на живот, бидејќи сепак работата во колектив си повлекува некои, да речем, животни промени. Таа мала заедница што сме, барем поголемиот дел од нас, вистински се грижиме за нештата, вистински ги почитуваме работите, знаеме точно од каде доаѓаме, не сме паднати од нас. Мислам дека, не сум ни сигурен повеќе, ама мислам дека ние сме малце некоја фаза на герила и на најпозитивен начин таа треба да се искористи, буквално.